Лазаревска реплика. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, колега Данев. Република Северна Македонија има стратегија за образование донесена уште од самиот почеток на ова парламентарно мнозинство, стратегија за образованието 2018-2022. Со тоа да расчистиме со таа лага со која што вие таа лага ја изнесовте овдека на говорница. Зборувавте се паушално, дури изнесовте нешто што не е вистина. Прво, не се отвара нов универзитет. Се помага на веќе постоечки универзитет во однос на тоа да се преструктура и да може да работи онака како што налага новиот закон за високо образование. Читајте го членот 18 и ќе видите дали вака поставен Универзитетот Свети Апостол Павле одговара на новиот закон за високо образование. Членот 18, што е универзитет, се дефинира. Почитуван колега Данев, не станува збор за затварање на веќе постоечките факултети. Вие дали го прочитате членот 4? Прочитајте го и на крај на краиштата сакам да ви кажам дека овој универзитет, кој има, како што забележавте, многу ревизорски негативни извештаи, можеше да биде затворен уште на почетокот на нашиот мандат, па и во вашиот ако работевте како што треба. Сакавме нешто што е веќе поставено, нешто што постои да не го уништуваме. Дури ако погледнете тамо, во неговата финансиска она што сме реагирале, 18 милиони денари на самиот почеток во 2017 година со ребалансот повеќе за овој универзитет имаме предвидено. Значи не сме се во ниеден момент ниту отвараме нов универзитет, ниту затвараме факултети, ниту нешто насметуваме на универзитетот. Сакаме да му помогнеме. И на крај на краиштата, како ќе отворевме да дискутираме за одредени неправилности што се случуваат во тој универзитет, ако ние, почитуван колега, не на ваков начин помогнеме, а и преку јавна дискусија почнеме да на некој начин покажеме интерес кон универзитетот Свети Апостол Павле. Јас доаѓам од Охрид и јас ќе се борам до крај овој универзитет да обстојува, да се проширува, да биде онака како што треба, онака како што заслужува Охрид, да личи на универзитет, а не на некакво си дувло. Ви благодарам. Лазаревска, имате реплика. Ви благодарам, председателе. Почитувана колешка Еласовска, со внимание го слуша вашето излагање и во делот во кој што зборувавте во однос на овој закон, на оваа измена за основање на Универзитетот Свети Апостол Павле, се согласувам и тука нема ништо што да спорам. Меѓутоа, како и сите пред самите парламентарни избори некако поведени, и вие влеговте во една дискусија во која што кажавте сомнеш за тоа дали оваа влада и ова парламентарно мнозинство, меѓутоа и општинското водство во општина Охрид водат сметка за тоа дали ние ќе го изгубиме статусот на УНЕСКО заштитено културно и природно богатство. Ве уверувам дека целосно сите се посветени на тоа да она што од 2013 година беше алармирано од УНЕСКО, заради одредени неправилности кои се случуваа, а во тоа време знаеме кој беше на власт, и на локално, и на централно ниво, оваа власт и општинска и централна превзедоа одредени чекори. Ве уверувам дека ние имаме навистина јасен став во тоа дека сме сигурни дека треба да се заштити нашето културно и природно богатство. Инаку, последно што во овој момент можам да ви го кажам, веројатно не знаете информацијата, дека на вчерашната владина седница владата останува силно посветена на зачувување на исклучителните универзални вредности на Охридскиот регион
и статусот на УНЕСКО светско наследство кој го одликува регионот веќе 40 години. На 4-та редовна седница донесен е планот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион 2020-2029 со акционен план со кој се обезбедува имплементација на сите препораки на УНЕСКО. Она што го превзе до општината, она што го прави владата, ова што веќе го кажав од вчерашната 4-та владина седница, укажува на тоа дека сите ние, верувам дека и вие како опозиција, посветено работиме на зачувување на нашето УНЕСКО заштитено културно и природно богатство. Што се однесува до овој закон на кој што се имам јас подпишано, се имам пријавено за дискусија и она што сакам да го кажам и да го искажам во понос на овој предлог, ќе го кажам во дискусијата. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Колега Деспотовски, навистина многу конструктивна дебата и од вашата дебата заклучив дека вие се согласувате со нас дека овој закон кој што е понуден во редовна постапка, денес треба во оваа точка да го изгласаме и да утврдиме дека има потреба од негово донесување, бидејќи тоа е и всушност и првото читање на законите кои се во редовна постапка. А зошто е направено тоа, за да нема дилема пред сите, зошто се наведени тие факултети? И јас имам дилема дали се баш правилно наведени кои треба да бидат од факултетите. Меѓутоа, ќе ви прочитам членот 18 од Законот за високо образование. Универзитетот е самостојна високообразовна установа која го обезбедува единството во вршење и развој на високото образование, науката, уметноста и стручноста и непосредно преку своите единици од различни студиски подрачја пренесува знаења од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. Тоа не наведува на тоа дека ние треба, навистина, да имаме најмалку 5 различни студиски подрачја. Тука се наведени различни подрачја студиски во кој што во првото подрачје кое што е и всушност нешто што би ги обединело досегашните факултети на овој универзитет, кој вака поставен само со информатички науки не би можел да обстојува според новиот закон и членот 18 од високото образование, ние заштитата на студентите пред се, меѓутоа и самите вработени го имаме дефинирано во членот 4, кој што гласи: досегашните факултети, Факултетот за компјутерски науки и инженерство, Факултетот за комуникацијски мрежи и безбедност, Факултетот за применети информатички технологии, Машинска интелигенција и роботика, Факултетот за информатички и комуникацијски науки, Факултетот за информатички системи, визуелизација, мултимедија и анимација се присоединуваат во Факултетот за информатички науки и технологии. Тековните акредитирани студиски програми од прв, втори, трет циклус, како факултетите од ставот 1 на овој член, продолжуваат со работа до извршување на статусните промени на единиците на универзитетот, односно до време траењето на акредитацијата на соодветните студиски програми. Затекнатите студенти на студентските програми на сите досегашни факултети на универзитетот го продолжуваат своето образование на Факултетот за информатички науки и технологии според студиската програма по која ги започнале студиите. Има уште одредби со кои што ние гарантираме заштита на студентите, на вработените, на се она што е затекнато во овој универзитет. Само да ја завршам мислата. Нашата умисла преку оваа редовна постапка и на јавната расправа, почитуван колега, е точно да извлечеме она што вие го имате како дилема и да ги поставиме овие факултети онака како што треба.